Лидерот на СДСМ Заев ја објави програмата за нова влада. Дали ќе го премисли Иванов или ќе ги разочара албанските партии кои му дадоа поддршка? Македонија е заглавена во институционална криза, без функционално собрание, без легитимна влада, престои и целосна блокада на општините, а граѓаните ќе останат без основните услуги. Има ли излез и решенија? Вечерва во топ тема на ваша страна дебатираме со градоначалниците на Чаири центар Изет Меджити и Андреј Жедновски. Останете со нас. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Нема никакви платформи, само заедничка програма на новата влада, соопшти денеска Зоран Заев. Неговата главна цел е да го разубеди председателот Иванов и да го остави без аргументите на кои се повика за да не му го даде мандатот. Но Заев соопшти дека ќе се проширува употребата на албанскиот јазик во општините со над 20% мнозинско албанско население, но спротивно на уставот се двојазични униформи и банкноти. Господине Меджити, вие сте подпредседател на ДУИ, така што дали ќе може да ни кажете кој е ставот на вашата партија за програмата на новата влада која ја објави денеска Зоран Заев? Јас претпоставам дека вечерва ни е децентрализација тема. Дефинитивно. И во однос на децентрализација, значи немаме никакви разлики меѓу Демократската унија за интеграција и Социјалдемократскиот сојуз, може би затоа што и новиот мандатар исто така, значи беше три мандати градоначалник, го познава, мислам, знае добро што е децентрализација, што е интересот на граѓаните, да поблиско да ги решат проблемите. Така да во однос на ова, мислам дека имаме идентични ставови како субјекти, во однос на фискалната децентрализација, во однос на реализирање на законот за 1% од бруто националниот производ да се распределени со општините, во однос на децентрализација на капиталните инвестиции, кои што беа спорна точка до сега, мислам, одлучува одгоре што им треба на општините, и во однос, мислам, и подлабоко во однос на ова, и во однос на новиот механизам за равноправна распределба, значи, низ регионите, низ општините. Сите овие теми ќе ги дебатираме во вториот дел на емисијата, меѓутоа, ајде сега за она што е топ тема на денот. Заев спомена делови според барањата од платформата на партиите на албанците ДУИ Алијансата и БЕСА, кој се однесува прво на употребата на албанскиот јазик, дали тоа за ДУИ е прифатливо и е во согласност со она што го барате, а потоа и околу двојазичноста на банкнотите и униформите. Значи, уште еднаш ќе потврдам, и во албанската платформа, и во сето тоа што бараме е во рамки на Уставот на Република Македонија, значи ништо од тоа не произлегува надвор од уставните рамки, па и во однос на јазикот, значи барањето е албанскиот јазик да биде службен јазик целосно во Република Македонија, така како што предвидува уставната одредба и како што предвидува уставот, така да сето друго е за дневна употреба и дневна политика. Ние цениме, значи, се што е во албанската платформа не се коси со уставот на Република Македонија. Проширувањето на употребата на албанскиот јазик во општините, како што го објасни Заев, дали е во согласност со тоа што го барате? Ние не бараме нешто што се коси со уставот на Република Македонија. Што значи бараме, но бараме целосно да се исцрпи, значи, тоа можност за официализирање на албанскиот јазик во Република Македонија. Во општините каде што... Не, на републичко ниво. Значи, парламентот не е локално. Владата на Република Македонија
не е на локално ниво, ако сакаме, мислам, по тој принцип да разговарам. Представници на ваши партии, високи функционери, дава многу Значи, не барам- различни изјави изминативе денови, така да нам треба едно Не. појаснување Значи, што точно би се По-конкретно, случило значи, околу бараме употребата. официализирање, службен јазик да биде албанскиот јазик во Република Македонија, но не по принципот на локално ниво, значи да биде на државно ниво, како што предвидува Уставот на Република Македонија. Она што Заев денеска го вели е останува на локално ниво, проширена употреба во државни институции или ова токму вие што го барате? Добре. Како вие го разбирате? Прво, господинот Заев, значи, треба да го добие мандатот, па после мислам да ги прецизираме тие работи. Тој се повика на Уставот дека е неуставно двојазичност на банкнотите и униформите. Нашиот став е, значи, се што има во албанската платформа е реално барање и во рамки на уставните одредби. Како вие гледате оваа програма на владата што ја промовираше денеска Заев? Како основа за продолжување на разговори, за формирање влада или пак е понуда за Емили Остави? Прво треба време да седнеме, да видиме се што има во деталите. Иако тоа е платформа, значи заедничка на новата владина коалиција, па после мислам ако имаме некои примедби, ќе ги дадеме. Но во принцип, значи, има и доста добри работи, како што посочив, значи, децентрализација, каде што имаме идентични ставови. Добро, но се задржуваме за оние што се, да речеме, можеби спорни, очигледно спорни, бидејќи тука не се согласувате што е уставно, што не е уставно, колку што можам да заклучам. Дали ова значи, дали бевте изненадени или разочарани од она што го слушнавте од денешната пресконференција или знаевте што ќе соопшти Заев? Јас знам само да го кажам, значи, уште еднаш ставот на Демократската унија за интеграција, а мислам дека тој став е идентичен и другите албански партии, дека бараме, значи, максимално да се исцрпи уставната одредба во однос на јазиците. Во никој случај, значи, не бараме тоа да се коси со уставот, бичи нема логика. Утре може секој индивидуално да покрене иницијатива на Уставниот суд и да падне тој закон, значи не ни е интенција да донесеме закон кој што ќе се коси со уставот, но бараме, значи, таа уставна одредба максимално да се искористи за еднаш за секогаш, значи, се затвори прашањето за законот за јазиците со овој устав на Република Македонија. Дали тоа значи дека ќе седнете на преговарачка маса со СДСМ и ќе ја ставите програмата и точка по точка ќе разговарате, бидејќи тој вели не треба сега за платформи, туку за програма на влада да разговараме? И јас сум за, мислам, да разговараме за владина програма. Мислам, тоа ќе биде основа за новата влада. Со нас во студиото е и градоначалникот на општина Центар, Андреј Женовски, добро вечер, кој дојде на оваа функција нели како кандидат на коалицијата предводена од СДСМ и се уште сте блиски со партијата. Како вие го гледате ова што денеска, овој гест на Зоран Заев, што тоа значи, што ќе значи програмата за нова влада, како што вели тој, а не платформи? Мислам дека по денешната пресконференција на лидерот на СДСМ, господинот Заев, мислам дека се расчистија сите нејасноти кои што се вештачки поставени на нашата политичка сцена. Мислам дека маглата се крева полека, магла создадена намерно, ќе имаме можност да дискутираме која создава и зошто ја создава. И бијќи се расчистуваат тие дилеми, треба веќе час поскоро да се додели мандатот, како што кажа колегата Меджити, затоа што не гледам веќе причина Иванов надвор своите уставни ингеренции да блокира нешто што е веќе формирано. Така да час поскоро треба да се формира владата на Република Македонија, да се изгласа програмата и се разбира потоа да би се деблокирало и кризата која што влеговме, како што кажавте вие во најавата, ние немаме собрание, немаме ни влада или имаме влада која што технички функционира, наскоро ќе немаме градоначалници, ќе немаме совет, затоа едно мирно предавање на власта и потоа да се деблокира полека. Да, но прв пат немаме влада, ама имаме програма.
програма мора да има за да се создаде таа влада. И Не, обично е обратен редослед. Не, вие морате во состојба на една програма да обезбедите подписи, да обезбедите мандат, затоа што треба да најдете партнери. Партнерите се седнуваат заедно тогаш кога имате платформа заедничка. Ова што го гледаме со протестите е само поради една причина, значи јасно е после пресконференцијата и јасно е после она што кажуваат представниците на ДУИ денеска што го слушнавме сега. Ниту е Македонија загрозена од никаква федерализација, ниту од кантонизација, Македонија е загрозена од една работа. А тоа е од кризата која што создава еден човек, кој што има име, тоа е Никола, кој што се презива, тоа е Груевски, криза која што се создава со една единствена цел да се спречи промена на власта во Република Македонија, затоа што во случај на промена на власта, тој човек не само што нема да биде на власт, бидејќи да не се лажеме, Груевски не се бори пат само за власт, се бори да ја спаси својата глава. Во случај на промена на власт, тој ќе одговара. И причината што денеска имаме криза, што денеска имаме протести, е само затоа да се организира хаос. Во таков хаос тој се уште може да владе во Република Македонија и се уште го контролира и судството, и медиумите и така натаму. И не може Македонија да биде заложник на еден човек, не на група околу него. Затоа велам час поскоро треба мандатот да се додели. Бидејќи ово однесување Иванов е наврат уставот на Република Дали оваа програма што ја објави Заев е всушност објавување на позициите на СДСМ за платформата, тоа е барањето од платформата на албанските партии? Значи се изнаслушавме секакви провокации. Училиштата во центар беа залепени со плакати дека ќе се плаќаат 5000 евра доколку не се учи албанскиот јазик и такви играња на емоции кои што се опасни, кои што се надвор од вистината како што слушаме, се со цел како што кажав да се случат две работи. Прво е да се мобилизира неговото членство, тоа е неговата намера, и втора се создаде една тензија, несигурност во Република Македонија, каде што би профитирала таа група која што знае. Нели мислите дека Заев предолго тактизираше и на некој начин долеваше огана и на овие распалени емоции, она што велите го користеше другата страна да... Лесно е, може јас да разговарам од оваа позиција, но потешко е кога сте мандатар. Значи сакате да видите што е платформата, разговарате со партнери, не сакате да ги изгубите тие партнери, сакате да создаете една атмосфера која што подоцна ќе донесе здраво функционирање на власта. Го искористи овој вакуум простор, мора да помене, меѓутоа со едни пораки кои што е игра на национална основа, создавање на вештачки тензии, плашење на луѓето дека ќе имаме криза, повторно сценарио, а тоа е омиленото сценарио дека повторно или сме нападнати, имаме повторно ќе влезат луѓе во Македонија, ќе има конфликти, дури се слуша и граѓанска војна едни против други. Зошто? Само затоа за да се спаси од тоа што е немино. Добро, да се вратиме на програмата што ја објави Заев. Дали вие сметате дека е тоа основа за преговори или дека е ова се крајни и дефинитивни позиции на СДСМ од кои не би остапила околу формирање Тоа се влада? позициите на СДСМ, на опозицијата, треба да се разговара со ДУИ, го разбирам тој процес, меѓутоа јасно беше објавена една работа, зашто повторно имаме денеска потврда од господинот Меджити и нешто што е многу битно денеска да биде пратено како порака од оваа емисија. Ништо нема се договори од тоа што е надвор од уставот на Република Македонија. Но господинот Меджити вели дека сите барања кои се во платформата не се надвор од уставот. Тоа велам, не сме, ништо се договори што е надвор. Ниту може некој да разговара надвор од уставот. Имаме еден лидерот на политичар... СДСМ вели двојазичноста на банкнотите, униформите е надвор од уставот. Значи ставот е дека е тоа надвор од уставот на Република Македонија. Односно се што ќе се разговара треба да биде во рамките на уставот на Република Македонија. Има еден политичар во Македонија кој што работи надвор од уставот на Република Македонија, тој е председателот Иванов. Мислите дека ќе се најде компромис меѓу СДСМ? Мора да се најде компромис затоа што не чекаат сериозни реформи. Го видовте денеска случајот со судењето за инцидентите во општен центар. Кога сака Груевски оди на рочиште, кога сака не оди, кога сака ги одложува судењата, кога сака ќе изврши притисок во СЈО, не може тоа да продолжи во недоглед. И темата за која што денеска е главна, тоа е деблокирање на кризата која што престои или е веќе започнала околу локалната самоуправа, може да се деблокира во тој момент кога ќе се создаде парламентарно мнозинство, кога ќе почне да функционира парламентот, кога председателот на парламентот ќе ги распише локални избори, значи едни нормални текови конечно да почне да функционира Република Македонија. Меѓутоа, очекувате ли председателот Иванов сега да го даде мандатот? Не, една од причините зашто се влече работа, значи тоа што вие поставивте тука, дали прв пат се случува прво програма па влада, мислам секогаш било тоа во пакет, бидејќи Македонија е парламентарна демократија,
и обично се предлага и програма и владин кабинет. Но во овој случај Во парламент. тој што го прекршува, значи уставот и поредокот во Република Македонија и се однесува како Македонија да е председателски систем е токму господинот Иванов. Ја мислам дека веќе нема никаква причина и ќе биде разумен да не придонесе повеќе, значи да се отежнат работите во Република Македонија и да го даде мандатот. Уште еднаш ќе потенцирам, значи има голема магла околу овие работи. Ја уште еднаш ќе потенцирам тоа што кажав и во Алсат емисија, значи нема речиси никаква разлика меѓу тоа што прифати ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз во однос на јазикот, во однос на албанската платформа и конкретно имате интервју на господинот Груевски во Република, а во некои денови на големо и во Косово беше присутен во газета Експрес, каде што ги постави он границите кај не треба да се користи албанскиот јазик. Тоа беше Струмица, Валандово, Кочани, каде што нема ниту еден албанец. Ја одговорно тврдам дека и во овој закон за јазиците, тоест за албанскиот јазик, не се предвидува да се користи албанскиот јазик службено во градови каде што нема ниту еден албанец. Значи не сме барале нешто за што немаме потреба. Реална потреба само да испровоцираме. Ке се користи таму каде што е мнозинство? Или пак слушам, каде што е мнозинство и каде што има присутни албанци. Каде што има реална потреба, значи да се користи албанскиот како службен јазик, но не таму каде што нема ниту еден албанец. Вие рековте дека имате и пишан документ. Да. Значи сакам да тврдам, значи ако тие се црвените линии што ги постави Груевски, а ги постави јавно, значи тие линии се испочитувани и сега. Значи нема за што да се грижи. Или пак злоупотреба на тоа дека ќе се казнат македонците ако не зборат албански. Да. Значи тоа е тотална невистина. Значи ќе се казни директор на институција кој што е задолжен, значи во која институција и албанскиот и македонскиот се службен јазик и во случај тој да не користи едниот јазик ќе биде тие казни постојат веќе нели во законот. По одредбите на законот. Ке ги објавите ли тие пишани документи кои рековте дека ВМРО ги прифатиле? Нормално истите барања. Оти рековте дека поседувате пишан документ. Ако тоа придонесува, значи да се трне маглата, да се смират страстите, да се дознае вистината, значи и тоа ќе го направиме. Но ја Но не сте подготвен сега тоа да. Не, и сега. Штета зборам за нешто што е јавно, да. значи интервју на господинот Груевски во Република, интервју на господинот Груевски во газета Експрес Косово, бичи сега но постои посебен документ или дека лошо е се што доаѓа од Косово, лошо е се што доаѓа од Албанија, ама не беше лошо кога очекуваше да формира влада. Значи сакам отворено да разговараме околу овие прашања и да ги расчистиме едно по едно. Не ми кажавте за пишаниот документ, тој е пишан документ или за интервјуата? Може би повеќе од тоа што треба, но сакам да кажам, значи се повикувам на работи кои што ги слушам дека се како заблуда, кои што се потик за такви протести, за проблеми, за инциденти. И сакам да тие работи да ги разјасниме. Ова со документот особено ги развути ВМРО ДПМН, па денеска Антонио Милошовски на пресконференцијата ве спомена и рече дека сте човекот што тоа го изјавува, тоест вие се единствениот од ДУИ против кого се води истрага во специјалното јавно обвинителство. Прво, не е точно дека се води истрага. Второ, не сум единствениот. Значи, ја вчера го слушав, истото го кажува и Рафи Салити, дека е дебатирано на председателство на ДУИ врз основа на документи и не кажуваме ништо надвор од тоа што е реално, значи што го има. Рековте дека ВМРО ДПМН и СДСМ се уште велите и после објавувањето на програмата, дека и СДСМ и ВМРО исто прифатиле истите барања ги прифатиле од платформата? Да, одговорно значи го тврдам. Така. Дали ова значи дека или пак друго, ако не е така, значи што чекаше 20 дена, што преговараше ВМРО ДПМН со ДУИ?
во тие 20 дена. Кажете Зошто? ни вие, бидејќи Зошто учествувате во преговорите. Да. Не, ја давам одговор со ова. Така. Значи, ако било така толку голем проблем платформата од Тирана, кој што не е од Тирана, ние тврдиме неодговорно, тогаш не би требало воопшто да се влезе во преговори. Биче основа на тие преговори беа тоа. 4 работи кои што ги спомна господинот Ахмети, за кои што не може да има компромис, дека сме единствени за ова, беше законот за јазикот, НАТО, ЕУ и СЈО, продолжување на мандатот. Значи, ако е така, каде е логиката дека 20 дена ние бевме на интензивни преговори со ВМРО-ДПМН? Зашто сме разговарале во тие 20 дена? Милошовски на истава пресконференција денеска за прв пат, иако тврдеше досега дека немало преговори со ВМРО, со ДУИ, сепак кажа дека е прифатена употребата на албанскиот јазик во општините, меѓутоа нели Ќе оставиме на времето, значи ќе покаже кој што кажал и кој ја кажал вистината. Дали со СДСМ течат преговори околу платформата или ќе почнат преговори, бидејќи тие велат дека официјално на некој начин нема преговори. Имавте средби, вие сте дел, нели, делегацијата од партијата која директно преговара со СДС. Разговарате. Разговараме прво за да се подобри климата, веќе 10 години, значи бевме на спротивставени страни. Разговараме, значи, опширно и за работиве и за владината програма, но чекаме, значи, мандатот да се добие од господинот Иванов и да ги искористиме тие 20 дена да се затворат сите прашања. Морам да споменам дека ми е жал што немаме представник, тоест градоначалник од ВМРО-ДПМН, иако партијата цело време ја споменувавме и ќе беше добро да учествува во дебатата, како што представници на партијата учествуваа во нашите дебати. Во Топтима изминатава недела го поканивме градоначалникот на аеродром Ивица Куневски, кој се извини дека не е во можност да дојде, додека градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски не ни одговори на повиците од ВМРО, ДПМН, со жалење ни кажа дека исто така не може да го убедат да дојде во дебатава. Навистина мислам дека ќе беше добро, меѓутоа да продолжиме, господине Женовски. Што вие очекувате? Иванов да го даде мандатот или парламентот да се состане? Што во брзо? Прво исто да изразам разочарување што нема представник на ВМРО-ДПМН, ќе можевме директно да слушнеме што е вистината и како е вистината. Вака со бегање од дебати се закрива една вистина и самото неприсуство на дебата, особено после денешната пресконференција на господин Заев, многу кажа всушност, бидејќи недоаѓање е многу јасна порака. Но тоа се разбира дека добро, тие ги кажаа ставовите на пресконференција. Не може само на пресконференција, бидејќи тоа се разговара. Има се разбира и мене ми е некој што потврдува што е разговарано, како е разговарано во тие преговори кои што очигледно не врлеле со плота, траеле 20 дени, каде што е прифатено све што е понудено и така натаму. Дали очекувам Иванов да јас велам што е најдобро за Република Македонија, знаме дека под притисок и на меѓународната заедница, затоа што не може едно такво однесување да го блокира целиот процес во Република Македонија. За жал, тоа на досега што има видено, не гледам дека имаме председател на држава кој што размислува и делува самостојно, напротив, жалосно, не е моја само констатацијата дека имам еден не сакам да бидам груп партиски послушник кој што ги слуша наредбите од Груевски, како и да е. Време е да се однесува председателски, време е се додели мандатот, има собрано подписи и на вистина веќе однесување далеко од логиката и од умот. Вашиот лидер Ахмети денеска на средбата со францускиот амбасадор, не само соопштението, најавува дека ќе почнат разговори за да се состане парламентот. Дека партиите треба да почнат разговори. Дали овие разговори ќе почнат? Ова соопштение дојде пред господинот Заев да ја објави програмата на новата влада и колку таа опција веројатно брзо да се случи. Дали попрво ќе се чека уште Иванов да ја промени својата одлука или парламентот ќе се состане колку што може побрзо? Па мислам дека доста се чекаше, може уште некој ден и логично дека треба да се пристапи кон формирање на парламентот, да се избере председател на собрание, да се конституираат органите. Имам некаков впечаток дека малку се префрла вината наместо да седнат сите партии
кои го имаат мнозинството да се договорат. Практично собранието кој треба да го свика. Мислам дека најстариот пратеник е од вашата партија, така да кајва се оној формалниот куш да го свикате. Мислам дека тоа собранието. Тоа се технички работи, формални работи. До сега се чекаше да го додели мандатот господинот Иванов. Значи ќе се чека уште некој ден и ќе се пристапи кон формирање на собранието. Така, не ми одговоривте, ќе почнете преговори официјални со СДСМ по точкиве на програмата или по точките на платформата. Бидејќи програмата е на некој начин, спомнавте вие, црвени линии на ВМРО ДПМН. Дали се ова црвените линии на Зоран Заев или има простор за измени? Па веќе има и, значи, од денеска и владина програма, предлог владина програма. И веќе нема никаква смисла господинот Иванов да не го додели мандатот за да пристапиме сериозно, значи, во тие наредни денови да се затворат тие прашања, да се формира влада која што очекуваат мнозинството граѓани во Република Македонија. Споминавте, ќе се вратам на тоа, дека ВМРО ДПМН и СДСМ практично прифатили и отфрлиле исти работи. Дали со ВМРО ДПМН беше разговарано за двојазичните униформи и банкноти? Да. И кој беше нивниот став? став? Да не влеземе во детали, ја мислам доста кажав, разликата со ВМРО ДПМН, значи, беше во однос на продолжување на мандатот на СЈО и, значи, тука имавме спротивставени ставови и во однос на Законот за заштитени сведоци. Господин Жирновски, ВМРО ДПМН единец ја повика СДСМ сосема да ја отврли платформата, тие го нарекоа памфлет, програмата на владата што ја објави Зоран Заев. Каква оценувате оваа нивна реакција? Значи, партијата која што ја прифати платформата, како што е потврдено веќе во емисијата, од почеток до крај, сега ја повикува другата партија, односно партијата која што обезбеди мнозинство да отвори платформата. Не е ли тоа лицемерие кое што го гледаме наназад? И таквото лицемерие е прочитано веќе. Особено како се расчисти оваа магла, да речеме политичка, која што оние поставија како ВМРО да помене на политичка сцена, но која што очигледно создава тензии. И сега такви напади, такви пресконференции не помагаат во оваа ситуација. Да се организира онакви напади врз политичарите опозицијата, плукање, врз новинари, вегување дома да се закануваат деца, или да се инволвираат учениците во вакви кризи, што покажува? Покажува дека имаме работа со една политичка партија или група во политичката партија која што, како што кажав, е спремна се да направи во Република Македонија само за да функционира хаос, хаос во кој што ни ќе се снајдат надобро. Меѓутоа верувам дека еве со овие пораки на смиреност кои што се праќаат од страните кои што преговарат и кои што обезбедија мнозинство, исто така треба да се упати уште една порака да не се наседне на тие провокации, а ово што вие кажавте е директна провокација за да има уште повеќе луѓе на нивните собери така натаму. Мирно, спокојно треба да се има трансфер на власта, да се формира парламентот, да се создаде нова влада и тогаш полека ќе си дојдат тековите во истинската. Но создавањето на овие тензии, кои што велите, и овој емоционален набој што го прави ВМРО ДПМН е прилично успешен, или мислите, бидејќи успешно се одлага, ако велите дека е тоа нивната цел, формирањето на владата и создавање на една на овие простори ситуација. На Балканот во Република Македонија секогаш е успешно играе на картата на национална основа. Особено кога зборувате за символи и така натаму, знаме, химна, територија, ако сакате. Работата е на сите нас, останатите кои што сакаме стабилна држава, да објасниме дали тоа е точно, и потоа да ги објасниме мотивите на тие што го создаваат тоа, зошто го прават сето тоа. Најодговорно, упорно тврдам. И тоа го знаат сите. Дека ова се случува само за да се спаси главата на Никола Груевски. И тоа ќе се расчисти. Меѓутоа, со национални символи, да го употребам зборот, игра и ДУИ и другите партии на албанците. Нели бевте свесни дека ќе предизвикате вакви реакции? Колку е вашиот удел во оваа тензија и познавајќи ги ВМРО ДПМН како долгогодишен коалиционен партнер одблиску, меѓутоа можеби и најдобро ги знаете дека ќе реагираат како што изреагираат? Прво, значи, не се согласувам со тоа, бидејќи интенцијата на ДУИ беше
да се затворат прашањата кои што произлегуваат од рамковниот договор, кој што не е од вчера, значи од 2001 година, до сега не е целосно изреализиран, и со законот за јазиците, законот за албанскиот јазик, со правила, некои точки што го има во платформата, интенцијата е да се затворат тие прашања и да се отвори нова перспектива во Република Македонија. Во однос на другото, значи, треба да сватат дека краткорочно тоа може да им донесе некој поен на ВМРО ДПМН. Но слушам гласови разумни, го слушав Пешевски, веќе ретерираат, размислуваат пологично дека сватиле еден дел од ВМРО дека тоа долгорочно не што им ги руши позициите со албанските партии во моментот, туку и долгорочно може да ги изолира целосно. Утре и 80 пратеници да добијат, не можат, значи, да најдат партнер во албанскиот дел. Значи, треба да се свати во Република Македонија дека албанците се втор народ во Република Македонија и заврши ерата кога со удирање кон албанците, убивање на албанците, посмевање, критикувајќи ги албанците или ова што се случува по овие митинзи сега, може да биде продуктивно за една политичка партија. Значи, сите треба да работиме овие прашања да се затворат, за да отвориме нова ера, нова перспектива за граѓаните во Република Македонија. Согласувате со тоа, господин Како да не се Жириновски? согласам? Да, меѓутоа сепак играње на национална карта, колку и да е важно за Не можам да не... Напротив, да не- ја ви објаснив, значи, интенцијата е да се затворат тематските прашања од За да рамковниот нема договор, за да на следни избори, за наследни избори и албанците и македонците, значи, да се надпреваруваат кој ќе нуди подобра економска програма, еколошка програма, социјална програма. Значи, тоа е нашата интенција со ова прашање. Значи, тука не гледам ништо лошо. Не можам да не се согласам со концептот на едно кој што цел живот и цела моја и политичка и животна кариера го бранам на секаде. Концептот на равноправност во Република Македонија. Зошто Арбен од Тетово би имал помалку право од Андреј од Скопје? Тоа не е добро, не за нас двајца, не е добро за Република Македонија. Кога ќе бидеме равноправни сите, тогаш Македонија ќе биде појака, нема да биде послава. Зошто да не се согласам да имаме равноправна распределба на буџетот? Зошто да нема равномерен регионален развој? Зошто да биде еден дел на Македонија повеќе форсиран од некој друг дел на Република Македонија? На крајот на криштата, таквиот себичен пристап носи добро на Република Македонија или носи лошо? И со тоа немам никаков проблем, затоа што сакам сите граѓани да се еднакви. И тоа беше концепт со кој што излезе опозицијата на избори, доби поддршка и од албанците во Република Македонија, и тоа е нешто кое што на вистина треба да се искористи во овој момент, кое што е одличен сигнал на домашен, на меѓународен план, нешто за што и Брисел и Вашингтон честита, граѓаните очигледно се дури позрели од сериозен дел од македонската политичка елита и од албанската, ако сакате, значи зборам од политичката елита во Република Македонија, и тие пораки сега и тоа јасно изјаснување треба да го искористиме. Секогаш до крај ќе се борам да бидеме равноправни во Република Македонија. Господин Мезџитири, ковте дека забележувате едно ретерирање кај ВМРО ДПМН е уште едно ова прашање пред рекламите. Дали е тоа резултат на големиот ангажман на странските дипломати кои изминативе 2 недели на вистина се присутни во Македонија и генерално на Балканот? Не негирам дека тоа може да биде цел на сите прогресивни сили, без разлика дали се внатре или од надвор, но јас се уште мислам дека има такви сили и внатре во ВМРО ДПМН и не размислуваат сите како тој што ме посочил денеска Антонио Милошевски, и мислам дека има луѓе таму што памтат дека истиот Антонио Милошевски, значи, бараше гасни комори за албанците, бараше на исти вакви протести за педагошка академија во Скопје. И да дојде во случај истиот Антонио Милошевски да изгласа универзитет на албански јазик Мајка Тереза во Скопје. Значи, различен пристап кога се опозиција и сосема различен пристап кога се дел од владата. Не, тоа е опасно во Македонија. Токму. И за конкретниот, значи, Милошевски, вичи сме, ја бев во тоа време студент, памтам, значи, истата слика и уште погрда слика, значи, тврдам, за педагошки факултет во Скопје, за универзитет, после во Тетово
И истиот Антонио Милошевски изгласа без никаква галама, без ништо да каже, Универзитет на албански јазик сред Скопје. Мајка Тереза, кој што веќе функционира, така да сете ова е за дневна политика и мислам дека не придонесува ни за доброто на граѓаните, но ни за доброто и перспективата на ВМРО да помене. Подсетивте дека кога се поставуваше споменикот со двоглавиот орел во вашата општина, или вие практично и го стоевте за поставувањето, градоначалникот на Скопје Трајановски не реагираше, ниту пак ВМРО ДПМН, иако имаше силни реакции во јавноста. Значи тогаш можеше ВМРО отворено, да реагира. Ја прифаќам дека тоа можел некој да го свати тогаш како провокација, биче има амблем на УЧК. Но ја отворено разговарав. Ако може да ги има бранителите пред собранието, значи и ние може да ги сватиме како провокација. Значи не може тука да има две аршини. Или ќе цениме дека не е време сега, после 10 години, после 20 години, ќе ги испочитуваме двете страни, или ни едната. Не може, значи, од едната страна да има таква провокација, а после да испадна голема бура, кој знае што сме направиле, ако сме поставиле амблемот УЧК од другата страна. Значи, не треба со две аршини. Треба јасно да седнеме и овие што се тешки прашања да ги затвориме, ако сакаме нова перспектива во Македонија. Ќе направиме тука кратка пауза за рекламите и се враќаме на дебатата. Гледате Топ тема на ваша страна. Дебатираме со градоначалниците Андреј Жерновски и Изет Меджити. Македонија влегува во се поголема институционална криза. Владата е нелегитимна, парламентот не функционира. Од функционирање на парламентот зависи дали ќе бидат распишани локалните избори. Рокот за нивно распишување помина. Што ќе значи ова одлагање на распишување на локалните избори, господине Меджити? Значи, и ова уште една причина, значи, господинот Иванов да не го кочи процесот, туку напротив, што поскоро да го даде мандатот да се конституира собранието, да се формира владата и да не дојдеме во ситуации каде што ќе се створи вакуум, иако има различни толкувања од правниците, значи, што би значило тоа. Господин Жерновски, денеска на пресконференцијата во ВМРО ДПМН беше кажано дека СДСМ не сака да се состане парламентот за да не се распишат локалните избори, дека ним им одговара да не се распишат локални избори. Зошто? Секоја теза очигледно е сама себе се побива. Значи, очигледно, веќе кажуваме јасно, значи, час поскоро се додели мандатот за да се формира парламентот. Се формира односно владата која се формира и која се конституира собранието да се распишат локалните избори. Така да не може партијата која што прави се за да нема собрание, да не функционира, да не обвинува за сето тоа. Напротив, го кажав јасно на почеток овој став, нека се формира, нека го даде мандатот Иванов, да се формира конечно владата на Република Македонија и ќе се распишат локални избори. Значи, вие не гледате некаква причина зашто СДСМ дури и да формира влада би го одлагала распишувањето на локалните избори. Никој не сака да влезе Македонија во криза која што очигледно се најавува. Бидејќи има едно толкување, бидејќи во доколку се распишат локалните избори, тогаш на новата влада би биле врзани рацете, дури трае кампањата. Не, пак велам, да се формира владата на Република Македонија, а председателот на парламентот кој што ќе биде избран по договор да ги распише локалните избори. Не гледам причина зашто би се одложувале локалните избори. Напротив, никој не сака да има криза во Република Македонија. Ние се наоѓаме во ситуација кога освен влада и парламент ќе немаме началници и совет во општините. Со нераспишување на локалните избори практично се заканува една тотална блокада на општините. Што тоа ќе значи за граѓаните, да видиме од фактографот што го подготви мојот колега Огнен Чанчаревиќ. Општина без градоначалник и без совет. Што може да тргне наопаку за обичниот граѓанин? Дали новонастанатата ситуација ќе влијае на неговиот секојдневен живот?
Топ тема на ваша страна истражуваше кои се евентуалните решенија и проблеми откако локалните избори не беа распишани во предвидениот законски рок и нема да се одржат на почетокот на мај. Ако некој сака да добие дозвола за градба од локалните власти или било што поврзано со деталниот урбанистички план, тоа ќе мора да го стори што е можно побрзо, бидејќи со завршување на мандатот нема да има кој да ја издаде дозволата или да го прими нивното барање. Истото се однесува и на поплаките и жалбите кои нема да има кој да ги прими и на инспекцијските надзори каде што подписот на градоначалникот е пресуден. Градинките ќе работат непречено, бидејќи се финансираат преку дотации, а единствен проблем кој може да се појави е доколку снема кадар, бидејќи нема да има кој да назначи нов. Истото се однесува и на училиштата. Градоначалникот е без мандат, а владата во оставка. Исплатата на надоместоци за новороденчиња и социјална помош која ја воведоа некои општини ќе биде стопирана, бидејќи и за тоа е потребен подпис од градоначалникот. Гледајќи ја сервисната улога на органите на единиците на локалната самоуправа, тие се за граѓаните. И поаѓајќи од тоа, мора да обезбедат минимални услови за живот на граѓаните. Јавните предпријатија за комунална хигиена и водовод имаат назначени директори, односно има кој да ги раководи, така што поголеми купишта смет од оние што ги гледаме денес не би требало да има, ниту пак евентуални пречки во водоснабдувањето. Истото се однесува и на противпожарните единици и пајак службата. Почнатите проекти во рамки на општините ќе можат да завршат, меѓутоа нови проекти нема да има. Уште еден проблем се тендерите. Општините, без разлика дали станува збор за ситна набавка или решение на милионски проблем, според закон не смеат да распишуваат тендери, така во случај да откаже уличното осветлување ќе мора да се крши законот за да се купат 20 на светил. Она што е започнато може да се заврши, започнување ново не доаѓа во обзир, ништо ново не доаѓа во обзир. Итни работи кои што пак се во рамките на ова нормално, редовно сервисирање на граѓаните, за да граѓаните можат нормално да живеат. Еве, убав пример вие кажавте. Тоа е неопходно. И тука може да се распише тендер, меѓутоа тендер само до толку колку што е потребно да се купат тие 20, 30, 40 сијалици да се заврши тоа, а не тој да расписува тендер да купува 2000, 3000 сијалици за 3-4 години. Апсолутно тоа не е дозволено. Собствениците на фирми и бизниси исто така ќе се соочат со проблеми во секојдневното работење. Како пример, ќе земеме собственик на кафула. Тој нема да има кому да му ги достави нормативите со цени и нема да може да постави мени. Нема кому да го достави елаборатот за животна средина, кој е еден од првите документи кои го барат инспекциите. Или пак нема да може да побара дозвола за тераса со маси. Што ќе се случи со вработените во локалната администрација? Дали тие ќе добиваат плата? Нови вработувања секако нема да има. Едно од решенијата е градоначалникот да овласти некое лице во општината да извршува дел од функциите додека не се избере негов наследник. Тоа мора да биде државен службеник, односно раководител на сектор или негов заменик. Тој ќе може да подпише исплата на плати и да реагира, но само во ургентни ситуации. Не е најдобро решение, сепак градоначалник треба да ги врши тие работи, меѓутоа пак ќе речам, животот над подрачјето на општината мора да се одвива. Граѓаните оние тековни обврски, тековни права што им припаѓаат, мора да се ги остваруваат тие права. Мандатот на градоначалниците и советите истекува на 22 март. Исклучок е општината Центар, која ќе биде во функција нешто подолго, до крајот на април, поради трите изборни круга на изборите во 2013 година. Господине Жерновски, само вие малку подолго ќе останете градоначалник, додека на господинот Междит и сите други за 10 дена би истекува мандатот. Единствено вие бевте Додека тие 3 круга ќе донесат избрани дури во трет круг. Видовме што ќе се случува, каква блокада, со што ќе се соочат граѓаните и вие. Имате ли резервен план? Значи, очигледно не е јасно, јас ги почитувам овие тумачи на експертите, анализата на новинарот е добра, меѓутоа ние се уште немаме точни насоки што и како треба да правиме, затоа што тој не е прецизно регулирано, за разлика од оние позиции што се на централна власт, кај пратениците јасно, дури кај министрите не е ништо јасно кај градоначалниците и кај советот. Но нема никакви дилеми, како што беше коректно кажано во вашиот прилог, дека ќе се стопира, блокира функционирањето на општината и што е најважно потребите на граѓаните. Веќе ние сме тука за нив. Нема да има социјална помош, новороденчината Центар има највисока награда, условно кажам, нема да функционира, детални планови нема да функционираат
инспекцијата многу потешко ќе функционира и тоа се дел од сите работи кои што ќе создадат очигледно блокада, нема да има нови проекти, што значи дека пак ќе се вратиме на она што кажавме на почетокот. Уште една причина зошто треба час поскоро да се добие мандат, односно да се... Кој е вашиот резервен план? Да, резервен план е, дека ништо ние чекаме упатства. Она што е опасно, тоа сакам да го потенцирам, е да не добиеме јасни насоки што и како ќе се прави и потоа секоја општина да почне поинаку или како она сака или како нејзи одговара да ги толкува законите. Тогаш ќе имаме во различни општини различно толкување и дополнително ќе се создаде хаос. Значи мора час поскоро да се дојде до решение, но има едно друго решение, а тоа е да во собранието се скрати рокот кој што е предвиден за распишување на избори и тоа е оној за кој што се разговара. Тоа значи ако се скратат роковите, тогаш може да се одржат изборите во мај, ева ако треба и јуни, но има законско решение, но повторно доаѓа истиот проблем, треба да функционира собранието на Република Македонија, односно да се избори председател. Многу ако има во ова што го кажа Женос, кој тоа треба да каже што ќе правите или вие веќе знаете што ќе се случува откако ќе ви истече мандатот? Како градоначалници? Да. Не, мислам, немам ништо да додадам, да одземам од тоа што кажа Жерновски. Ние преостанува само во зел да седнеме сите заедно, па да изградиме еден став, мислам, во однос. Ќе биде заеднички, да не испадне смешно после секој на своја глава и различно. Бичи правниците ќе има различни толкувања од правниците што да се направи. Мислите дека уште може да се одржат изборите во мај и да се скратат роковите и тука ДУИ би се согласиле на таква варијанта? Ние како ДУИ, значи имаме став дека не треба да се пролонгираат изборите, треба да се одржат на време. Ако има политичка волја од сите страни, значи е можно решение да се скратат роковите на кампањата и да се постигне во мај да се одржат локалните избори редовно како што се предвидени. Спомнавте на почетокот, сега е моментот нели да зборуваме за децентрализацијата. Значи, точката за нерамномерниот регионален развој, за неправедното распределување на парите од буџетот се содржи практично и во платформата на партиите што ја ставивте на маса за преговори за влада. Споминавте дека сте задоволни од она што Заев го кажал во однос на ова прашање. Што конкретно барате и сметате дека мора да се направи за децентрализација? Да. Значи прва општа констатација е дека Македонија е една од најцентрализираните земји во регионот и пошироко и тоа може да се илустрира со фактот што само 3% од персоналниот данок оди за општините, 97% за централната власт. Како пример, значи во европските земји една од главните извори за финансирање најмалку 50% од персоналниот данок оди за општините. Значи 50% со 3%, тоа јасно кажува колку е централизирана Република Македонија. Исто е случајот и со данокот на додадена вредност, каде се уште не е постигнато 4,5% за локалната власт, а останатиот дел за централната власт. Ако е така, и ако цениме дека децентрализацијата не е нешто што ние имаме измислено, туку сегде во западниот свет има јака децентрализација, бидејќи на тој начин таа власт поблиско до граѓаните и полесно се решаваат проблемите. Зошто ништо од ова не можевте да проведете изминатите 8 години колку што бевте во влада со ова? Не е баш така, не е баш така, значи се заокружи мислам процесот на втората фаза на фискална децентрализација. Но во Македонија реално има потреба, значи од отварање на трета фаза на фискална децентрализација. Нема толку потреба сега за нови компетенции, нови ингеренции, туку има реална потреба за финансирање за да се овозможи реализација на тие надлежности и компетенции што се даваат на општините. И ова не е проблем значи само на ова влада. Секогаш има една тенденција војна меѓу локалната и централната власт. Како и да е, мислам се навраќам на другото, наша интенција да зголемат овие проценти, значи посебно од персоналниот ДДВ-то, бидејќи сега
се гради во општините, во урбаните општини. Но и тоа во еден момент ќе замре. Значи, тоа ги прави зависни градоначалниците да даваат дозволи кај треба и кај не треба. Затоа има други примери, пример во Хрватска, во Европа, каде што општините не се полнат од комунали за градба, туку се полнат од овие главни даноци, за да градоначалниците не бидат зависни од градби, туку да имаат реален буџет и да си го испланираат, реализираат тој буџет. И како ние ова го гледаме, значи да се растат ставките од овие главни даноци кои што ќе одат за буџетите на локалната власт. Исто така, наша интенција е капиталните инвестиции кои сега ги има во министерствата да се децентрализираат. Како што се мислам како што се и блок дотациите сега што одат за градинките, тоа е комплетно централизирано. Виќе ние доаѓаме во ситуација, пример Чаир има или некоја друга општина може да има потреба од канализација, водовод, подземна инфраструктура, а владата ти нуди тениски игралишта. Да го прифатиш тоа, граѓаните те критикуваат, не си го решил проблемот со канализација, градиш тениско игралиште. Ако не го прифатиш, нема и тоа да го добиеш. И што правевте вие? Идејата е, сега збориме, значи, како гледаме ние на децентрализација, бичи ДУИ сегогаш била дел од власта, значи не водела, мислам, со Република Македонија. И затоа сега бараме, значи, капиталните инвестиции да не бидат во рамки на министерствата, туку со одредена методологија, со критериуми, тие да се доделат на општините, а општините знаат најдобро што им треба и каде треба тие да ги пласираат. Исто така, тоа што правевме, значи донесовме закон да 1% од бруто домашниот производ да се распредели по регионите и општините. Тоа го донесовме, но никако не успеа, значи, тоа да се реализира до крај, бидејќи имавме спротивставени размислувања. Ние мислиме дека ова е дополнително извор за општините, додека нашиот партнер досегашен, значи, мислеше дека тоа се црпи со капиталните инвестиции кои што се по министерствата и за кои што има автономно право самиот министер да одлучи каде тие ќе ги распредели и кај ќе одат. Тоа што ги правеше градоначалниците тотално зависни, нели, од централната власт. Од централната власт. Да ви го одзема правото. Така да, овие работи, мислам, во однос на децентрализација, ја и јавно ќе кажам дека сме задоволни како се третира во владината програма и ова ќе придонесе, значи, за појаки општини, поавтономни и полесно решавање на проблемите на граѓаните со кои се соочуваат долго време. Како се распоредува пари од буџетот, можеби вие најдобро ќе ни кажете, бидејќи како општина Центар многу и капитални инвестиции, и пари од буџетот се влева во општината, дали уште доаѓаат тие пари, која е разликата од тоа времето вие кога сте градоначалник и вашиот претходник? Изминатиот период видовме многу пресконференции со отчети на градоначалниците на ВМРО да помане. Буквално сите капиталните инвестиции кажуваат дека се со поддршка некаде и 100% од владата на Република Македонија. Пари за овие 4 години, откако јас сум градоначалник, изнесуваат 0 денари помош од централната власт. Малце се надополнам на она што надоврзам на она што се зборуваше претходно, ние во Република Македонија имаме обратен процес од децентрализација, имаме централизација. Зошто? Поради тоа што во општинен Центар има градоначалник кој што е од опозицијата. 25 пати е променет законот за градење само за да се одземат ингеренциите на општината во превод на општинен Центар. 5 пати е променет нов закон кој што е 2014 донесен, тоа е законот за урбанистичко и просторно планирање. Сите промени се во тој правец да се одземат ингеренции на локалната самоуправа да се однесат во централната власт. Затоа продолжува фасадите во барок стил, затоа што претходно како пример. До пред да настанат тие промени во законот за градење, требаше се добие дозвола од матичната општина, во овој случај општина Центар, за да се интервенира во било која фасада. Потоа се префрлија на Министерството, односно Град Скопје, само за да може да се продолжи со барок. 87, денеска ги броев за потребите на емисијата, 87 инспекции владата на Република Македонија прати во општинен Центар за да се врши притисок врз нас. Пак велам, се што направивме, ќе дадам еден податок,
за тоа дека сепак не е најважно како добивате дотации. Во претходниот мандат се потрошени 805 милиони денари од страна ВМРО да помене за 12 реконструирани улици. Ние потрошивме 397 милиони за 31 реконструирана улица. Дупло повеќе пари за 3 пати помалку улици од страна ВМРО да помене. Сето ова што го направивме, нова градинка после 42 години, ново училиште после 47 години со 0 денари од централната власт. Да, верувам дека и во општина Чаир се, иако нема барок, се направени некои работи, меѓутоа во вашиот мандат и мандатот на сите градоначалници ќе заврши со нерешени многу крупни проблеми во целата држава и натаму немаме изградено ниту една депонија, освен таа Скопје која ги задоволува стандардите. Загадувањето на воздухот останува проблем. Значи, крупните проблеми остануваат. Творете да се изгради градинка, училиште, се тоа треба. Меѓутоа, и по овој мандат, и по 25 години во општините остануваат нерешени клучните проблеми. Ако имаме децентрализација, тоа ќе се реши или? Значи, овие двете работи што ви кажете се ги решава ниво на град Скопје. Тоа зборам за скопските општини. Ние не бегаме од одговорноста која што имаме според законите. И се согласувам, нека се дадат повеќе права на општините, ние да бидеме одговорни. И јас не го сакам одговорот, немаме ингеренции на овај прашање и така натаму. Граѓаните очекуваат од локалната самоуправа, она најнепосредната, да ги реши сите овие прашања. Меѓутоа, ако имате во еден мандат, претходен мандат, 3 милиарди денари префрлени на сметка на општина Центар за Скопје 2014 за перење на пари, а во овој мандат имате 0 денари, тоа ви кажува дека има сериозен проблем. Она што е најважно, зашто го зборам се тоа? Не е толку да се вратам на минатото, туку да гледаме понатаму. Гледате како со секој изборен циклус во Центар се зголемува разликата. Беше по првиот круг 1000, па потоа 2000, 3000 на крај, после трите круга што ги спомнавме. Денеска на водните последни парламентарни избори разликата изнесуваше 8500 глас. Што сега да кажам? Не да употребувам да рекламирам една или друга страна. Гледате дека граѓаните многу добро знаат дали политичката опција што е на власт рамнобрано ги распределува средствата или не и знае таквата политика да ја казни или да не ја казни. Затоа владата која што треба се формира треба без разлика дали зборуваме за градоначалник од друга политичка опција или не, да ги даде средствата и во таа општина, бидејќи тие граѓани не може да бидат казнети само затоа што гласале за некој опозицијски градоначалник. И се надевам и мора и инсистирам во било која една емисија новата влада да не ја прави таа грешка што правеше ВМРО да помене, бидејќи на крај цената ја плаќаат граѓаните. Господине Меджити, вие сте единствениот градоначалник од Дуи, мислам дека не сум многу сигурна, кој исто така поставуваше споменици, се разбира никој не можеше да ги стигне ВМРО ДПМНЕ, меѓутоа сметате ли дека е тоа поважно од решавање на некои други проблеми, зошто толку ви беше тоа битно вам и на општината? Како прво, значи, споменикот Скандербек е поставен пред Скопје 2014 и беше реална потреба и желба на албанците. Може поминало години, но мислам се памтат, значи, кој беше реакцијата на албанците од Струга па до Скопје за нашиот ерој, значи Скандербек. И во Чаир, значи, е поставен споменикот Скандербек, кој што беше деловно, значи, покриен со постаментот негде 2-30 илјади евра, значи, инвестиција на општината. Добро, не изборуваме за парите, не, па и за парите биче вие да знам дека е многу помалце, да. Прашањето ви беше дали попаметно ќе беше тие средства да се искористат за други реални потреби на граѓаните. Значи, не е товарен воопшто буџетот на општина Чаир. Деловно, значи, зборам символично учеството на општината со скромни средства. Останатиот дел се донации и тоа е споменикот на Скандербек, Хасан Приштина. Значи, ги нема немаше, значи, имаше и кај нас идеја, значи, да се спротивставиме, да поставиме и ние споменици Сегденис Чаир на личности познати и непознати, ценети и неценети. Ние направивме тоа што беше реална потреба, ценевме дека тоа е потребно,
во Скопје живеат доста албанци и историски е значено за нас. Се постави Скендербег, Хасан Приштина и тука е затворено прашањето. И нормално сега се гради плоштад Скендербег, кој што за волја на вистината инвестиција од владата на Република Македонија, кој што го менаџира општина Вие се Чаир. согласувате дека е тоа неопходна потреба, бидејќи знам дека во општина Чаир има многу Мислам дека ако проблеми со инфраструктурата, например. Проблеми со инфраструктурата сегде има, значи објаснив дека не на терет на општина Чаир. Значи буџетот на општина Чаир беше искористен, исцрпен секогаш за потребите реални кои што се за граѓаните, колкав што беше, мислам, тоа друга е што имаме мали буџети. А во однос на овие прашања објаснив значи на кој начин се поставени спомениците, дека не биле на терет на општината и дека плоштадот Скендербег е финансиран од страната на владата на Република Македонија и тие се наменски средства и да сакаме не можеме да ги искористиме за други прашања. А мораме тука да направиме пауза за реклами и се враќаме повторно во топ тема. Топ тема вечерва се и локалните избори. Да се подсетиме какви ветувања се дава и што се остварува. Мојот колега Александар Манасиев беше во Скопско Зелениково. Таму беше ветено да се изгради филмски град. Зелениково не стана Холивуд, а во каков филм живеат сега неговите жители, да видиме од анализата на Манасиев. Идилично попладне во Зелениково. Селото е мирно, небаре оддалечено 100, а не само 30 километри од центарот на Скопје. Идилата ја нарушува само модерниот воз кој проаѓа низ селото. Се останато го враќа во сегашноста. На улиците тешко може да се најдат луѓе. Она што беше необично е што нема ниту познати актери. Ако се суди по најавата пред 3 години, во Зелениково досега требаше да се изгради немодерното филмско студио на Балканот. На улиците нема ниту голфери, а токму локалната власт најави голф терени на површина од 65 хектари. Со мапа во раката тргнавме да видиме дали проектот наречен Филмски град за сега постои само на хартија и дали некој во близина може би игра голф. За Гринвуд или македонскиот Холивуд никој досега не чул. Она што најавуваа ќе прават тука некој филмски град, кај Завој ќе продаваат ништа. Голф, терени за голф. Ништо не испадна. За Нихат Куртановик, ова се само приказни за мали деца. Нема ништо тоа. Значи тоа само се приказни да перат пари. Тоа. А голф терени нешто збора градоначалникот ќе прави? Нема ништо ни тоа, нема ништо. Тоа збора тебе 5 години зборат за тоа дека ќе го направат и Локалниот Оджа вели дека животот овде е како на филмско платно, без допир со реалноста. Да ги оставиме сите тие споменици и небитни работи, да се насочиме малце кон живите луѓе овдека, значи да ги оставиме мртвите. Ќе се сеќаваме на нив, меѓутоа да ги почитуваме, да ги цениме и да мислиме на живите луѓе. Редовно ги слуша проблемите на луѓето, а такви вели ги има многу. Еве овдека патот можете да го снимате, доле можете автобуска задна последна 6 седмица да снимате, да видите како е ставен асфалт на земја, значи изваден стариот асфалт, 5 сантини дали е ставен од тој вадениот некога што го извадиле, преработен, повторно ставен и сега катастрофа, значи не може ни да се помине, ни да се сврти автобусот, ни ништо. Значи, буквално кажано, све треба. Еве, плаќаме улично осветлување, можете да видите навечер, до последна 6 седмица, од таму до нагоре никаде нема улично осветлување. Отишол сам пред 2 дана у општина за сијали се дојдем посал. Све има мој материјал и ќе доđu и неше да доđu. Видиш пут какав ни, гледа го. Сите одговорни овдека што се во општината, мислам треба малце повише да работат. Нема никој да води рачун, нема. Доđi ми, проđi ми. Луѓето овде најмногу време трошат во чекање автобус. Работа нема ни за младите, а камоли за постарите. Има млади, еве го овој е со факултет без работа. Еве и овие се све млади без работа, нема работа ништо. Ја имам и снаха со факултет без работа, сите без работа. Треба да имаш партиска книжка
и да се вработи. Има ли од што да живеат младите во Зелениково? Како да не слуша, ќе живеат без работа, без пари. Значи никаква перспектива, све се песимисти, не се надеваат на подобро, што е најлошо. Секој гледа, како што слушаме и гледаме, да се избега негде надвор од Македонија за подобар живот, за подобри услови. Зелениково не е една од посиромашните општини, ако се суди по буџетот од околу 2 милиони евра. Според анализата на Центарот за граѓански комуникации, општината има буџет од 483 евра по жител. Сепак е на дното по трошоци за јавни набавки по жител од само 14 евра. Општината одвојува 1 милион евра за инвестиции во инфраструктурата. Тоа изгледа скромно со 15 милиони колку што одвојува Карпош, но многу повеќе ако се спореди со Рачиново. Центарот за граѓански комуникации ја смести оваа општина на самото дно и по транспарентноста. Во ова се уверивме самите, откако 2 дена се обидувавме да договориме средба со градоначалникот. Иако првишто ни беше речено дека градоначалникот на општина Зелениково нема да биде денеска на своето работно место, сепак го најдовме таму, но тој не сакаше да разговара со нас поради приватни обврски. Пред заминување на едно од брдата успеавме да го најдеме и филмскиот град. Тишината доволно говореше дека овде наскоро нема да се снимаат вистински филмови. Ова пространа полјана зад мене е местото Завој во Зелениково. Токму пред 3 години беше најавено дека на ова место ќе никне големо филмско студио, а Зелениково ќе се претвори во Холивуд. Да, тоа е реалноста, како што видовме од анализата на колегата Манасиев. Но престојат локални избори, веројатно уште многу ветувања. Прашање за моите двајца гости, Женовски и Меджити, кога очекувате да се одржат локалните избори со оглед на случувањата во моментот? Имам интензивни следби денови со амбасадорите и одни праќате нејасна порака дека одложување на изборите не е добро за имиџот на државата. Прашање сега, и мај мислам дека веќе тешко, дали ќе се одржат јуни или по летната пауза. Останува пак да врзани сме со централното прашање, тоа е парламентот и така натаму. Што се однесува до прилогот, уверен сум и знам дека граѓаните, или во овој случај гласачите, ќе бидат се помалку толерантни кон неисполнување на ветувањата, ќе бидат немилосрдни, условно кажано, кон оние што дале лажни ветувања не ги исполнуваат. И тоа е добро за демократијата, тоа е добро за сите сегашни и идни градоначалници да знаат дека прво да внимаваат што ветуваат, а второ, ако не го исполнат ветувањето, дека нема што да барат на изборите. Господине Меджити, кога локални избори според вас? Јас се надевам, значи теоретски се уште постои можност со измена на законот, значи да се одржат во мај месец. Да се скрати кампањата и сите. Да се скратат кампањата и да се одржат во мај месец како што е предвидено во законскиот рок, и мислам дека тоа би било добро и за општините и за имиџот на Република Македонија. Дали повторно ќе се кандидирате за градоначалник на Чаир? Па толку сме опфатени, мислам, со овие централни работи, посебно во овој период, што не ни дава време да размислуваме за себе си. И на крај мислам, затоа ќе има и дебата прво внатре, значи во партијата, и крајниот, мислам, тие ќе кажат, значи... Вие лично не сте донеле одлука? Не сум. Лично размислување, ја мислам дека ова ми е трет мандат, 12 години, прв градоначалник на Чаир. Размислувам дека е време да се отвори пат за нова личност, да раководи со Чаир, но малце рано треба да се осврнеме сега на локалните избори, бидејќи до сега ни беше одземено времето целосно со централните, со мандатот, со председателот, со бранието и ред други работи. Дали вие ќе се кандидирате повторно за градоначалник? Јас јавно кажав дека ќе се кандидирам, желба ми е да ги довршам започнатите проекти, прв мандат е ова, ама се разбира финалниот збор ќе го кажат граѓаните. Ви благодарам за учеството и тука е крајот на вечерасната топ тема на ваша страна. Останете со програмата на Телба.